Генерално магистралните патишта и во најголем дел регионалните патни правци низ земјава се проводни нормално во зимски услови и отежнато. Морам да се земе тука фактот дека оваа состојба е менлива поради многу фактори во зависност од тоа колкава е снежната покривка, ниските температури, понатаму зголемената можност од сообраќајни незгоди, што значи дека на сите од овие патни правци постои зголемена можност од застој, како што беше и случајот со вчерашниот случај со патниот правец Велес-Скопје и Скопје-Велес, кој што беше блокиран неколку часа. Во моментов тој патен правец Велес-Скопје и Скопје-Велес е проводен за сите моторни возила. Исто така, вчера синоќе во доцните часови кај патот на граничниот премин Јажинце беше завеан, имаше поголеми наноси на снег и на лице место таму се најдоа 15 возила. Патниците беа згрижени на самиот граничен премин, лицата се државјани на Република Македонија кои што се вратиле од Косово и во текот на денешниот ден беше пратен булдожер на самото место да бидат расчистени наносите од снег, што значи дека према граничниот премин Јажинце во моментов е овозможен патот за сите моторни возила. Во моментов добив информација дека сообраќајот е во прекид на патот Штип-Велес на место викано Три чешми, бидејќи товарно моторно возило го попречило патот. На неколку патни правци кои што водат до планински села, односно до села кои што се наоѓаат на повисока надморска височина, не се проводни тие патни правци, како што е вообичаено секоја зима во селата, во патните правци кон селата Танушевци, Малино и Брест во Чучар Сандево. Вакви случаеви имаме и во некои други општини, и тоа во општините Долнени, Старо Нагоричане, Кумановско, Струшко, Штипско, Карбинци, Пробиштип. Во Кочани во моментов регионалниот пат кон викендна селбата Пониква е во прекин. А забрани за сообраќај за тешки товарни возила има на планинските превои Стража, Маврово, Пресека и Ѓавато. Да напоменам дека и оние укинувања кои што се на забрани за тешки товарни возила, да имаат предвид граѓаните кои што патуваат дека во секој момент можат пак да се активираат, значи да имаат разбирање и доколку не е неопходно да не патуваат на овие критични места. Во клисурите и усеците можна е појава на помали одрони, особено на патните правци Кочани, Македонска Каменица, Делчево, Виница, Берово, Гостивар, Стража, Маврово, Дебар, Струга, Демиркапија, Удово, Катланово, Велес, Крушево, Демирхисар, Ресен, Буково. Инаку авионскиот сообраќај и железничкиот сообраќај се одвива нормално. Во текот на последното деноноќе од домот за бездомници Момин Поток беа згрижени 6 бездомници кои преноќија и примија топол оброк. На телефонскиот број 195 имаме отприлика стотици повици кои што најчесто беа од информативен карактер, тоест граѓаните бара информации за проводност на улиците.